Продолжува да расте бројот на новоевидентирани граѓани кои се позитивни на коронавирусот. Според официјалното известување од Министерството за здравство, во изминатите 24 часа биле направени 1025 тестирања, при што регистрирани се вкупно 128 нови случаи на ниво на држава. Меѓу нив 2 лица се од Виница, а едно е од Кочани. Најголем број од преостанатите позитивни на коронавирусот се од Скопје, вкупно 52, од Штип 29, Гостивар 13, Кавадарци 10, како и од Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Македонски Брод, Свети Николе и Пробиштип. Во изминатото деноноќие починале вкупно 6 лица, од кои 4 се од Скопје и по еден пациент од Кичево и од Струга. Во меѓувреме, од Институтот за јавно здравје информираа дека се регистрирани 137 оздравени пациенти. Од нив од Скопје се 108, од Тетово 11, Ресен 5, во Битола 3, а во Кочани, Куманово, Кичево и Гостивар по 2. Еден пациент од оздравените е од Велес. Инаку, од појавувањето на коронавирусот до сега, во Кочани се регистрирани вкупно 95 случаи непозитивни лица. Од нив во моментот активни се 23. Во Виница пак евидентирани се вкупно 7, од кои што како активни се уште се водат 3 лица. Во меѓувреме од Министерството за внатрешни работи информираа дека еден возрасен виничанец завршил во државен карантин, како прв случај од оваа општина што не ги почитувал строгите мерки за изолација во домашни услови. Викендов од страна на полициски службеници од полициската станица во Виница, а врз основа на решение со мерка карантин во време трајање од 14 дена, бил спроведен 61-годишниот ИМ од неговиот дом во Виница до објект што е определен од владата поради непочитување на мерката за строга изолација. Детската градинка Павлина Велјанова од Кочани ќе ослободи социјално загрозени ромски семејства од плаќање партиципација за целодневен престој на нивните деца во учебната 2020-2021 година. Во рамки на проектот Инклузија на деца роми во предучилишно образование, предвидено е бесплатен престој во градинката да се обезбеди за 25 деца роми на возраст од 3 до 6 години, а чии родители се во категоријата на висок социјален ризик. Проектот е продолжение на веќе воспоставената практика од изминатите неколку години за згрижување и едукација на ромските деца, чии семејства не се во можност тоа да им го обезбедат. При тоа, неопходно е да бидат исполнети соодветни критериуми, а за приемот на децата ќе решава комисија во која ќе има представници од локалната самоуправа и од невладиниот сектор. Децата ќе бидат сместени во објектите на градинката Цветови кај градскиот пазар и Звездички кај населбата Усова чешма, информираа од градинката Павлина Велјанова. Трошоците за престој на децата роми ќе бидат покриени со сопствени финансиски средства од градинката, а согласност за тоа треба да даде и советот на општината на седмицата што е закажана за оваа недела. Директорката на градинката Едита Миткова нагласи дека во моментот редовно се врши дезинфекција и дезинсекција на сите простории во 5 објекти, што е дел од мерките за здравствена заштита од коронавирусот. Исто така завршени се и другите технички подготовки за прием на децата и за почеток со нормална работа, а за што се чека одлука од ресорното министерство. Нешто повеќе од 800.000 денари ќе потроши општина Кочани од сопствениот буџет за поставување заштитни огради на неколку локации во градот. Средствата се планирани според програмата за изградба на комунална инфраструктура за годинава и во споредба со минатата година тие се на повисоко ниво за околу 20%. Поставувањето на заштитните огради ќе се реализира според приоритетни потреби, односно на места кои се сметаат за најкритични за безбедноста на граѓаните. Во описот на техничката документација е наведено дека се планира заштитна ограда во должина од околу 60 метри да добие тротоарот пред основното училиште Малина Попиванова. Исто така ќе се постави ракофат долг 55 метри, изработен од инокс материјал на просторот во трговскиот центар, а ќе се оградат и скалите кај споменикот на слободата во должина од 60 метри. Преостанатите 60 на метри заштитна ограда треба да се постави на улици и други јавни површини во градот. Оградите се поставуваат на места за кои е утврдено дека се приоритетни за безбедност на пешаците или пак биле добиени барања од граѓаните пред се заради зголемена безбедност при движењето на најмладите во текот на вечерните часови.
Јавниот оглас за избор на изведувач на работите е веќе завршен, а по изборот, изработката и поставувањето на металните огради ќе се реализира сукцесивно во текот на оваа година. Вкупно 484 килограми краб уловија учесниците на државниот риболовен куп надпревар, што викендов по втор пат се одржа на акумулацијата градче кај Кочани. Организатор и домакин беше спортско-риболовното здружение Кочански рибар. Во однос на минатата година, уловот беше побогат за над 100 килограми. Во надпреварот во ловење краб со мамка на дното на езерото, што траеше 72 часа, беа уловени 106 парчиња риба со просечна тежина од 3 килограми. Како организатори, како домаќини, мислам дека беше се добро. Заложбата и на самите екипи беше на највисоко ниво, колку што да може да се види потенцијало и на самата нивни, уедно и капацитето на рибниот фонд кој што го имаме. Веќе ни е соборен и рекордо кој што се одржаше од ланската година. Значи ланската година првата екипа кој што беше со 155 килограми, оваа година е 228 килограми. Значи рекордо ни е дигнен на многу повисоко ниво. Екипата кој што беа најдобри, тоа е Фемили од Скопје. Второ место ни е Кочански рибар 2, а трето место ни е Кочански рибар 1. Уедно да спомнам и дека Кочански рибар 1 имате и најголем улов на риба од 8 кг и 400. Значи денес учествува и 14 екипи, генерално цела Македонија. Доста имавме и од екипи кои што за прв пат и беа присутни на нашата вода. Верувам дека со текот на времето се почесто ќе доваѓаат на нашата акумулација. Димитров додаде дека досегашната заштита на ресурсите на браната градче, како и редовното порибување, придонеле за збогатување на рибниот фонд, а со тоа и за успешност на риболовните надпревари. Задоволни од уловот беа и учесниците. Овој викенд победа е екстра добро, многу добро. Има организацијата на највисоко ниво. Учесниците, благодарност за учесниците, исто така, кои дојде од Скопје, од цела Македонија. Ние Колку количина риби фативте вие за трето место? Ние извадихме околу 41 кг. За трето место исто така има и ловена најголема риба. Од Кочанското риболовно здружение најавија дека државниот куп надпревар ќе стане традиционален и ќе се организира секоја година во истиот период. До петок, 31 јули, земјоделците имаат рок да поднесат барање за субвенција од програмата за директни плаќања за 2020 година. Во овој период се поднесуваат барања за субвенции за растително производство и тоа за поледелски и градинарски култури, лосови и овошни насади. Исто така до крајот на месецот барање за добивање финансиска поддршка може да достават и сите оние кои се занимаваат со сточарско производство, односно одгледуваат говеда, овци, кози, пчели, свињи, а може да се аплицира и за финансиска поддршка за заклани животни во кланици. Барањата за добивање финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат или пак самостојно од страна на барателите со регистрирање во системот на веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Земјоделците кои не можат електронски да поднесат барања или пак имаат потреба од помош при пополнување на барањата, можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во целата држава. Таму на располагање им стојат вработените службеници за информации за се што ги интересира во врска со поднесувањето на барањата, велат од ресорното министерство. Од Министерството додаваат дека се објавени телефонските броеви на раководителите на сите подрачни единици со цел земјоделците да имаат можност да побараат помош и преку телефон. Во подготвителниот период пред почетокот на првенството во втората фудбалска лига Исток, екипата на Слога 1934 од Виница ја продолжува серијата контролни пријателски надпревари. Во тие рамки викендов виничкиот второлигаш гостуваше во Росоман, каде се сретна со истоимениот тим со кој требаше да игра бараж за пласман во втората лига.
Откако и двете екипи добија место меѓу второлигашите, закажаа меѓусебен контролен дуел, што се одигра во Росоман, а заврши без победник 2:2. Во квалитетен и неизвесен меч, Росоман имал предност од 2:0 се до крајот на надпреварот, кога гостите од Виница успеале во краток период со брзи контранапади да погодат два пати и да се изборат за реми. Ова е втор контролен меч за екипата на Слога Виница во пресред на стартот на новата сезона, што е закажана кон крајот на август. Екипата продолжува и со засилување на играчкиот кадар. По доаѓањето на Антонио Бујчевски, второто засилување за новата сезона е фудбалерот за врска Игор Момировски, кој досега ги бранеше боите на Пелистер. 20-годишниот фудбалер ги минал сите младински категории на клубот од Битола, а минатата сезона имал и солидна минутажа во втората лига Запад. Момировски потпишал договор на една сезона и треба да биде од голема помош за Виничка Слога.